А сега ќе преминеме на нашата тема. Имаме добри половина час. Дали случајно некој се потрудил да го добие одговорот на прашањето што значи името на Јосија, царот Јосија или Јошија, или видовме во новиот превод Јошијаху. Добро, овој пат може да одговараат и освен луѓе, може да одговараат и софтвери, ако е потребна таа помош. Нели? Што не е фер? Зашто не е фер? Ти ако го победиш софтверот во шах е поголем успех, отколку да победиш некој човек на интернет. Во ред. Рековме, името на Јосија е слично со кое име? Да. Јошуа, Јешуа. Како точно се изговарало Јошуа или Јешуа? Ете, еврејскиот јазик нема самогласки. Се разбира од некаде 9 век после Христа, од така наречените масоретски писари, значи една еврејска заедница од средниот век, потекнува праксата евреите да додаваат самогласки со помош на некои интерпункцијски знаци, точки и цртички под буквите на библискиот текст, за да на тој начин да им помогнат на читателите да разберат, да имаат представа како се изговарале еврејските зборови. Меѓутоа, проблемот е што масоретите кога ги додале тие, значи, интерпункцијски знаци под буквите, тие на тој начин откриле, односно овековечеле, запишале како се изговарале еврејските именки или другите зборови во нивно време, како што тогаш ги изговарале, во 9 век после Христа. Тоа не значи дека така се изговарале во библиско време, или јадници години пред тоа. Затоа, например, името Јехова, мнозина сметаат, дека не е вистинскиот изговор на тоа име, па во поново време се појавила теоријата дека тоа име треба да се изговори Јахве, да се чита како Јахве. Значи, луѓето и големите научници по овие прашања се уште немаат јасен став, односно некои имаат еден, други имаат друг став, не постои согласност, затоа што никој не може со сигурност да каже како се изговарале еврејските зборови во библиски времиња, тогаш кога никој не ги обележувал самогласките. Затоа е важен коренот. Значи, имаме Ј, Ш, имаме и Ј, Х потоа, Јошијах, Јошијаху, како што забележа брат Зоран, значи тој е последните слогови, Јх, се однесуваат на Господовото име. Што прави Господ? Значи, некоја глаголска форма е првиот дел од името. Се сеќавате што беше Еремија? И забравивме. Јирме Јаху. Што беше тоа име? Ево, јас тогаш ги споменав во таа прилика, минатиот месец ги споменав Путин, го споменав македонскиот председател, споменав 9. мај, дали тоа ќе ве асоцира, што значеше Јирме Јаху. Има
имаше две верзии на тоа име, на значењето на тоа име. Господ се подига или се воздигнува или станува и Господ удира, Господ мава. За името на Еремија, Јирмејаху. Тоа можеме до некаде да го сватиме и на македонски јазик. Например, што значи зборот востание, етимолошки? Се однесува на станување, на подигнување. Така. Меѓутоа, на што се однесува востание? Се однесува на насилни действија, вооружени акции и така натаму, против некоја власт. Значи, оној што станува се подига за да удри, за да примени насилство. Ова го споменувам за да разбереме зошто и како е можно едно исто име да ги има тие две значења. Значи, и Господ е воздигнат или станува, и Господ удира во името на пророкот Еремија. Ако Јошија е слично со Јешуа, например со Христовото име на еврејски, Исусовото име на еврејски, што значи па тоа? Што значи Јешуа, Исусовото име на еврејски? Спасител, Господ спасува. Дали Јошија би требало да биде истото? Па истиот корен, нели? Јеш. Има една мала разлика. Јошија значи Господ исцелува. Софтварот. Благодарам. Во ред. Дали сега овие две значења се имаат нешто заедничко? Дали спасението има нешто заедничко со исцелението? Огромно. Овие две значења, значи, имаат скоро се заедничко. Кога Господ спасува, тој истовремено и исцелува. Кога Господ исцелува, тој истовремено што прави? Спасува. Бидејќи ја се сетиме од серијата што носеше наслов примери на библиски исцеленија, или исцеленијата во Библијата. Што значи, еве и македонскиот збор тоа го открива, као истото значење го има и на многу други јазици. Што значи исцелен? На македонски. Да станеш цел. Како се викаат продавниците за здрава храна во Америка? Whole Food Store. Значи, продавници не за здрава храна, продавници за цела храна. Зошто цела? Што е цело во здравата храна? Значи, било да се работи за житарки, било да се работи за овошје, за зеленчук, како што Господ го дал. Цело. Без да се изфрлаат некои состојки. Гледате, темата има врска со повторно со нутриционизмот. Или оно што го зборував за превенција. Менати две работи. Кога Господ исцелува, тој навистина и спасува. Да сетиме на примерите на Христовите чуда на исцеление во Новиот Завет. Дали познавате некој Христово чудо, Христос да излекувал некого, а да не биде ни спасен, односно во исто време да не биде духовно излечен? Благодарам, чекам да идем некој да се сети. И тој еден што се врати, кој беше тој? Шо беше тој? Секавате? Лука. Само Лука го споменува тој настан. Зошто само Лука го споменува? Лука му биле многу драги оние ситуации кога некој незнабожец во Израел покажал поголема вера
од евреите. Или поголема благодарност. Зошто? Бидејќи самиот Лука бил по потекло незнабожец, единствениот библиски писател кој што по потекло бил незнабожец. Сега дали бил македонец или нешто друго, не навлегуваме. Брат Пере од Чикаго со сите сили тврди дека бил македонец. Во ред, ништо чудно. Сирија во тоа време, значи и Антиохија биле, пред римјаните биле македонска држава. Значи Северното царство на Селеук. Исто така и Јужното царство во Египет, Птоломејското царство, од каде што и Клеопатра, биле македонска династија. Имало случаеви од Господовата благодат и мнозина евреи кои што се хранеле, кога Господ давал храна за гладните, го умножувал лебот и рибите. Се што ги интересирало било да го земат само тоа, само телесното, материјалното. А спасението не било толку интересно. Денес, во 21. век, нели е тоа истото случај. Знаете, овие редови би биле полни кога секоја сабота тука би се давале пари. И јас се сеќавам кога би се правеле чуда, исто. Од оној тип на чуда за кој што многу протестанти се молат. Да добијат кола, значи некои лотариски чуда, например. Или толку и толку милиони, или стан, да. А што мисле, зашто многу народ се собира на водици таму покрај Вардар? Затоа што, иако дедо Стефан фрла некој крст, луѓето не скокаат по крстот. Луѓето скокаат по фрижидери, по компјутери, по телевизори, лаптопи. Само што не е убаво лаптопот да се фрла од мостот во реката, туку лаптопот е нешто што ќе следува за оној што ќе го фати крстот. Луѓето и ден денес во верата ги гледаат само своите сегашни земски материјални потреби. Така било во Христово време. Повеќето од луѓето што го следеле Христа, го следеле, како што самиот вели, заради лебот и рибите. Затоа што се нахранивте, не затоа што видевте големи господови дела, затоа што се нахранивте, затоа дошле и наредниот ден кај Него. Но, кога Господ исцелува, значи тоа е глаголот, во тој случај тие не биле исцелени. Тогаш се лекува целиот човек. Се лекува духот, душата и телото. Тоа е вистинското исцеление. Тоа е оно што медицината не го прави. Медицината не исцелува. Имаше еден интересен, фантастичен филм на времето, каде што еден наводно посетител од друга планета ке се сетиш. Во психијатриска институција, болница, почнува тој да им кажува совети на другите, а него го затвориле пошто тврдил дека е од друга планета, нели? Значи будала и тој, за вобардовци. И сега тој почнува да им кажува на болните што како да прават и дори им ветува дека ќе бидат излекувани од својата психичка болест. И на еден ден му доаѓа, значи психијатрот му доаѓа гневен и луд, слушај, рака, немој да ми се мешаш во мојата работа, немој да им збориш на другите пациенти, ово, она, јас сум тој што треба да ги лечи, а не ти. И ој му одговори и вели, ако е така, зашто до сега не се ги излечил?
Многу актуелно прашање, кое што треба да му се постави на секој доктор денес. Зошто не ги лечите вашите пациенти? Кога би биле искрени, би требало вака да ви одговорат. Затоа што не сакаме да ги излечиме. Сакаме да бидат колку што е можно подолго пациенти. Да. Бидејќи од тоа живееме. Ке пропадне нашиот бизнис ако луѓето разберат дека ѓумберот 10.000 пати посилно средство од хемотерапија против клетките за ракот. И при тоа ги уништува само тие клетки, не уништува здраво ткиво, бидејќи од ѓумберот нема штетни последици. Но ако луѓето тоа поверуваат, тогаш што ќе се случи со фармацевската индустрија? Ќе треба да банкротира. Ќе треба да пропадне. Јосија споменавме еден интересен случај во Библијата, меѓу другото, затоа што, иако тоа не беше предмет на денешната библиска pouка, малку или повеќе трагично го завршува својот живот со една непотребна смрт. Според мене тоа е еден случај на оние Соломонови зборови: не биди премногу праведен. Зошто себе си да си наштетиш? Или зошто себе си би си наштетил? Не знам дали... Јас се сеќам на почеток, порано, минатиот век, многу не ги разбирав овие зборови. Не знаев што би требало да значи ова премногу праведен. Што е нешто што носи штета. Се обидував, имав вакви или онакви толкувања, со кои што сакав да го задоволам мојот интерес, моето прашање, да го одговорам, но се дека не го доживав тоа на своја кожа, тогаш навистина разбрав што значи да бидеш премногу праведен. Господ не сака да бидеме премногу праведни. Во кој смисол Јосија бил премногу праведен? И да видиме што значи тоа. Како прво, дали може да бидеме премногу праведни? Например, ако Господ е праведен, можеме ли од Него да бидеме поправедни? Што би било премногу. Не, меѓутоа, тоа е една... Да, човечки гледано има ситуации кога човекот сака да направи нешто повеќе во некоја ситуација од она што Господ го бара. Меѓутоа, тоа понекогаш значи штета. Ке речем понекогаш затоа што, ајде да речеме, нели самиот Господ вели, ако некој ти бара една кошула, дај му две. Значи има ситуација кога, ако направиме повеќе од она што се бара од нас, ќе се прослави Господ. Но тоа не е премногу праведен. Не можеме да бидеме поправедни од Него. Но има ситуации каде што ќе си предизвикаме штета на себе си или на други луѓе. Значи, нешто што Господ не би го направил во таа ситуација, например, би молчел, како што молчел пред Ирода, а ние би го направиле. Би кажале нешто што не треба, би направиле нешто што не треба во таа ситуација, погрешно, а сметајќи дека со тоа, всушност, покажуваме праведност. Да се сетиме на самиот почеток, како влегол гревот во нашиот свет. Значи, Господ што му рече на Адама, за да не умре? Значи, од некое конкретно дрво во рајот, од него не јади.
Зашто во оној ден, кога ќе јадеш од него, ќе умреш. Така беше Господовата заповед, нели? Сега, непријателот, претворен во змија, што ја прашува Ева во близина, кога се нашла Ева во близина на тоа дрво? Кој беше неговото прашање, се сеќавате? Ајде се сетиме. Видите како непријателот ги извртил зборовите. Во самото прашање, што ја прашува? Ја прашува наместено провокативно прашање. Значи, Битие, 3 глава, прашањето гласи вака. Змијата, значи, беше полукава од сите зверови полски, првиот стих, што ги создаде Господ Бог, па и рече на жената: вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниедно дрво во рајот? Господ такво нешто рекол? Се разбира. Но зашто во ваква извртана форма е поставена прашањето? Провокативно прашање. Кога на Господ му поставувале провокативни прашања, како реагирал со ние? Има ситуација каде што давал специфични одговори, како например дајте ми даночна пара или или например кога пишувал нешто долу на песокот, направот од храмските скали. Но во повеќето ситуации молчал. Понекогаш ние грешиме кога има луѓе кои што поставуваат прашање не затоа што сакаат да научат нешто. Тука едноставно сакаат празни дебати, провокации и на такви прашања наивни најдобро е да не се одговара. Бидејќи одговорот значи фрлање бисер пред свиња, како што рече Исус. Жената како одговорила на змијата? Ние јадеме род од секој дрво во рајот. Само од родот на она дрво среде рајот, рече Бог, не јадете од него и не допирајте се до него, за да не умрете. Во овој одговор на Ева, што е погрешно? Значи, змијата го поставила прашањето провокативно во извртена форма, за да види Ева, колку Ева ја разбрала Божјата заповед. Каде Ева направила грешка? Додала на Господовите зборови. Што додала? Не допирајте се до плодот или до дрвото воопшто. Дали Господ рекол такво нешто? Не, Господ само рекол не јадете. Но Ева додала не допирајте се. Ева во овој случај била премногу праведна. Знаете, евреите знаеле да бидат премногу праведни. Јосиф Флавиј пишува дека евреите, дека есените, се чуле за есените, една монашка еврејска заедница во Христово време, од нив потекнуваат кумранските ракописи, што биле откриени 1947 година, покрај Мртвото море. Есените биле толку конзервативна, стрикна заедница, што нели во Стариот Завет Господ им забранил израелците да готват во саботен ден, а есените знаете што додале на тоа? Рекле, ние не само што не готвиме, значи не палиме оган за да готвиме во саботен ден, туку во саботен ден не поместуваме чинија од едно до друго место, или чаша од едно до друго место. Значи, веројатно треба да бидат наместени чиниите и чашите, уште во петок пред езиците во таква позиција, за да ви служат за време на целиот саботен ден.
Не знам. Секогаш кога евреите се посакале да бидат премногу праведни, например, Господовата заповед не носете бремиња во саботен ден, тие ја претвориле во немојте да носите ниту салфетка во саботен ден. Секогаш ја извртувале смислата и содржината на законот во нешто глупаво и дури подбивно во очите на незнабожците. Ева на тој начин, кога стакала да биде премногу праведна, свесно или не, сгрешила. Тогаш змијата ја искористи шансата. Скина забранет плод, го турна во незините раце и рече, гледаш, се допре до плодот и ништо не ти се случи. Штом ништо не ти се случи од допирањето на плодот, ништо не може да се случи и од гризнување на плодот. И интересно и кога Ева го гризнала плодот, на вистина ништо не се случило. Зашто? Зато што гревот влегува во светот дури тогаш кога Адам греши. Гревот влегува во светот преку еден, вели апостол Павле во Римјаните 5 глава. Много интересно. Но нашата тема не се Адам и Ева. Каде Јосија бил премногу праведен? Втора Царевите, 24 глава, да го прочитаме тој текст, само накратко. Втора книга Царевите или Царства, како превод имате. Царевите, нели проучувавме во полката за... Да. Ако, да, зависи каков превод имате. Ако, верувам дека повеќето од вас го немате стариот гаврилски превод, како што имам обичај да го нарекувам. Таму е 4 царство. Но, мислам дека и во новиот православен превод, и во Константинов е едноставно втората книга на Царевите, не? Значи, после сите реформи на царот Јосија, после Пасхата, после сето она што зборувавме во библиската поука, неговиот крај е еден трагичен запис за историјата на Израел, затоа што со него се случува нешто што не морало да се случи. Значи, јас реков 24-та, се извинам 23-та глава. Да. Втора книга на Царевите, 23-та глава. Дваесет и осмиот стих вели: другите работи за Јошија и за се што беше извршил тој е опишано во летописите на јудејските цареви. И потоа, во неговите дни, египетскиот цар фараонот Нехо тргна против асирскиот цар кон реката Еуфрат. Царот Јошија му излезе во пресред, а оној штом го виде, го уби во Мегидо. 30 стих па вели: слугите негови го кренаа мртов од Мегидо, го пренесоа во Јерусалим и го погребаа во гробницата негова, и народот на земјата го зеде Јошиевиот син Јоахаз, го помаза и го прогласија за цар наместо неговиот татко. Видите колку библискиот запис е многу концизен. Многу краток. Не ни се кажува многу што всушност се случило. Втора летописи, 35-та. Ајде, заветиме таму. Штом извештаот во втора Царевите не упатува на летописи,
Да, и тука се главата почнува со реформите на Јосија, Пасхата и така натаму. Од 20 стих па надолу, после тоа откако Јошија го уреди Божиот дом, дојде Нехо, египетскиот цар, за да се бори на реката Еуфрат кај Каркемиш. Јошија му излезе во пресред. Дали забележувате, тука се кажува нешто повеќе, нели, до сега? Нехо против кого се дигнал со сета своја египетска војска? На кого тргнал египетскиот цар? Дали тргнал да се бори против Јосија, против Ерусалим? Не. Тој само сакал да помине покрај Јудеја, односно низ Јудеја, за да се бори со Навуходоносор, да се бори против Вавилон. Јошија сгрешил затоа што му се спротивставил на Нехо. Веројатно го направил тоа од гордост, па кој си ти да поминуваш по мојата земја, па треба да бараш дозвола од мене, па не знам што. Веројатно од патриот. Ајде прочитаме што се вели. Меѓутоа, гледате, 21 стих. Нехо испрати кај него пратеници да кажат: што има меѓу мене и тебе, царе јудејски? Против тебе сега не сум тргнал, туку против домот со кој имам војна. Дори вели, Бог ми заповеда да брзам. Немој да ми се противиш на Бога кој е со мене, за да не те погуби. Египетскиот цар му вика: Бог ми заповеда да брзам. Но Јошија не го одврати лицето од него, туку се подготви да се бие со него. И не ги послуша зборовите на Нехо, што беа од Бога. И сега, Господ потврдува тука, дека навистина од него биле овие зборови. Туку излезе во бој во долината Мегидо. И стрелците го устрелија царот Јошија, и царот им рече на слугите своји: одведете ме, зашто сум тешко ранет. Слугите негови го симнаа од колата, го качија во друга негова кола и го одведува во Ерусалим, и тој умре, и беше погребан во гробницата на своите предци. Цела Јудеја и Ерусалим го оплака Јошија. Навистина штета. Не е доведено, според мене, воопшто не е доведено во прашање спасението на Јошија и вечниот живот. Меѓутоа, неговиот земски живот не морало да заврши вака прерано и трагично, ако не беше премногу праведен. Повторно ќе речем. Значи, понекогаш има ситуации кога треба да покажеме повеќе понизност и повеќе смиреност. Ситуации кога треба да ја проголтаме нашата гордост или било што. Не дека не е праведно или исправно да се постапи така, но понекогаш треба да претрпиме, ако треба, и некоја неправда. Затоа што е така по-мудро. По-мудро е, значи, ако се наоѓаме соочени со некој непријател, по-мудро е да се избегне конфликтот. Ако некоја земја е соочена со војна или со опасност од војна, по-мудро е да ја избегне војната, а не да има војна. Да, или самиот Господ вели, ако некој тргнал со војска против тебе, гледај подобро да се договориш со него, отколку да настрадаш. Или ако некој те тужи на суд, гледај подобро да се договориш со него, отколку да ги даеш сите пари на судијата и на адвокатите. Тоа се негови новозаветни совети. Има ситуација, и тогаш кога сметаме дека сме во право, или убедени дека сигурно ние ќе ја добиеме парницата, односно рочиштето, случајот, тужбата. Затоа што
И адвокатите не сакаат, како медицината што не сакаат да ви излечи, и адвокатите не сакаат да ви доделат правда. Сакаат што е можно повеќе да трае рочиштето. Да. Тоа е историјата на Јошија, верен цар, но сгрешил при крајот на својот живот, не за загуба на вечниот живот, но сгрешил за загуба на овоземскиот живот. За жал нема време да прочитам некои работи од духот на пророштото во врска со едно здравствено прашање, а кое што се вклопува во оваа тема, ќе го оставам тоа како специјална проповед следната сабота наутро,